Здравствената организација имаше повеќе најави дека е штетен производството на ориенталниот тутун, но сепак со некои разгледување и наши жалби, мислам наши, на самите здружења, на самите сојузи од Европа, од светот, тие ќе биде малку развлечена оваа работа, дека сакам да кажам дека производството ќе продолжи да се произведува ориенталниот тутун, бидејќи тој излезе дека не е толку штетен како што само најавуваше самата здравствена организација. Со производството на тутун се преживува. Отворено да кажеме, иако ова година 184 со тие субвенции 240 денари, со 240 денари е мала сумата, затоа ние секоја година како здружение настојуваме да бидем покачена. Самите фирми покачени цените на класите. Самите фирми прават некои напори, но тие се минимални, по 10 до 20 денари ги покачуваат, не е она цена што ја ние сакаме и ја бараме. Ова година има покачено по 2-3 денари на самите класи, прва, втора и трета, тоа е многу малку. Но сепак, тутунот е рентабилен по тоа што нема многу вложување во него и затоа има луѓе што немат средства за да вложуваат во градинарство, во фолии, во хали и тие се наоѓаат тука и произведуваат тутун.